Почитување. На 4 август електронските портали ја пренесоа информацијата дека компанијата Мак Петрол има изработено карта на Македонија на која градовите Македонска Каменица и Македонски Брод се запишани како Каменица, односно Брод. Мак Петрол нема ниту правни, ниту морални обврски како компанија да ја условува својата работа за одредбите на Преспанскиот договор. Исто таква обврска немаат ниту општината Македонски Брод и Македонска Каменица, како актери кои се засегнати со промената на нивните имиња. Непотребното подкастрување на името Македонска Каменица за голем дел од нејзините жители представува повреда на нивните национална чест и достоинство, бидејќи значи бришење на националната ознака, а кај странските туристи со сигурност ќе предизвика огромна збунетост. Почитување. Името Македонска Каменица е утврдено со Законот за територијалната организација и статутот на општината Македонска Каменица и како такво се користи за општа и службена употреба на целата територија на Република Македонија. Сосема неодговорен е потегот на една од најголемите компании во Македонија да не го користи службеното име на населените места со кои истата таа компанија има монопол врз снабдување со газ и нафтени деривати. Безпотребно изоставување на зборот Македонска од името Македонска Каменица представува кршење на Законот за територијална организација и статутот на општината Македонска Каменица и не е во согласност со домашните картографски стандарди кои налагаат населените места да се обележуваат согласно со нивните службени имиња. Изоставувањето на зборот Македонска нема никаква правна или логична основа, поради што ваквиот потек на компанијата Мак Петрол, Општинскиот комитет на ВМРО-ДПМН Македонска Каменица го оценува како незаконски и ништовен и бара од компанијата Мак Петрол веднаш да им се извини на граѓаните на Македонска Каменица и веднаш да го повлече спорните карти од промен. Монополската положба на пазарот не им дава за право на компаниите да си играат со националните чувства на нивните потрошувачи. Благодарам.